Кога станува збор за стравувањата дека идентитетот на македонецот е некако загрозен со Преспанскиот договор, јас со месеци тврдам во јавноста, тука не мислам само на некакви изблици на приватни Facebook или Twitter профили, туку зборувам и за објавувани трудови, објавувани колумни тука, во странство, добар дел во Грција, во Америка и така натаму, во кои објаснувам појавување на телевизија и слично, во кои што објаснувам дека не само што не е загрозен идентитетот, туку напротив со овој договор идентитетот на македонската етничка заедница во Република Македонија е сочуван. И околу ова прашање, секогаш кога се отвораше дебата во изминатиот период, противниците на договорот секогаш избегнуваат директно да ги дискутираат точките од член 7 на договорот, кои што многу јасно стипулираат дека двете страни, значи и Грција и Македонија имаат право на свој начин да го користат поимот. Тоа значи да му припишуваат сопствени значења врзани за сопствената историја, за сопственото културно наследство, за сопствената јазична група или јазик, како дел од нешто што го профилира идентитетот. Со други зборови, членот 7 овозможува на два сосема различни начини да се користи поимот, припишувајќи си сопствени значења на тоа. На начин на кој што двете заедници, двата колектива, двете нации најпосле го користат поимот. Тоа значи дека членот 7 се потпира или е материјализација на принципот на идентитетско самоопределување. Со ова ние прв пат од некој од соседите, дури и пред Бугарија, од Грција добиваме признание на идентитетско самоопределување и на национално самоопределување. И со тоа се прави исчекор историски од двете страни, исчекор во термини на некакви национални истории на регионот, најпосле, кај што за прв пат, наместо во историски, фолклорни, национал-романтичарски термини, во чисто политички термини се детерминира идентитетот. Значи, овој договор овозможува националниот идентитет да се определи во чисто политички термини, во недвосмислено политички термини, без историско-романтичарски атавизми, односно да се определи врз принципот на признаено самоопределување, идентитетско самоопределување. Оние што не одбива да го дискутираат членот 7, а сепак успеваа нешто да му замерат, според мене е предност на тој член 7 и предност во договорот, а не недостаток. Фактот дека македонската страна од договорот може да се определи како македонска, значи во смисла на народ, јазик, етничка група, ќе ја наречам етничка група, иако исто така и како нација се користи, исто е јасно во членот 7 дека и во национална смисла се користи, но се користи и поимот народ, кој на англиски најблиску би можел да биде преведен со етничка заедница, етнисити, етник комјунити или слично, за да кореспондира со тоа како во нашиот систем и нашето законодавство се користат поимите етнос и јазик. Тие најпосле детерминираат кои јазици се официјални, кои не се официјални. Поимот етничка заедница кај нас е конститутивен за концептот и реалноста на нацијата. Сега, значи, ние го потребуваме поимот народ или народност, начинот на кој што го потребуваме во нашето законодавство не е соодветно веќе докажано, на англиски се преведува со етничка заедница. Значи,
членот 7 и во таа смисла ни овозможува да го користиме поимот македонски на неограничен начин. Единственото ограничување, кое според мене не е ограничување, туку е кристализирање на употребата, е дека во национална и етничка смисла го користиме ограничено на територијата на Вардарска Македонија ќе му дојде, или тоа што било некогаш Социјалистичка република Македонија. Според мене тоа не е недостаток, туку е предност, затоа што на оваа територија, во оваа држава, државичка република во рамки на Југословенската федерација, се има оформено тој македонски национален идентитет. Тука добил дефиниција, тука добил стандарден јазик, тука добил книжевност собствена, тука добил Академија на науки и уметности и слично. Значи, тука е добил својата дефиниција. И можноста да се ограничи, значи, на историјатот на оваа територија или нација држава, на нас ни дава кристализирана идентитетска слика, со која што, например, малцинствата во соседните држави може да се идентификуваат. Да не заборавиме, владаат страшни конфузии, затоа што грците имаат собствена идентификација како македонци. Кај нив е некаков културно-регионален идентитет или не знам што тоа. И се доаѓа до абсурдна ситуација кај што едните, например и Виножито, славофоните да ги наречам, и другите, националистите хеленски, викат јас сум македонец и јас сум македонец. Како таа каша, како таа смеша, како таа конфузија да се разреши и најпосле како едното да не го проголта другото, да не се случи некаква асимилација или не знам што, еве се буквално дури и патриотски моментов дискутирам, како освен ако не му се овозможи на Виножито, на тоа македонско малцинство во Северна Грција, да каже дека македонец во смисла на македонците од Република Македонија. Значи, баш затоа што тоа е референтот со кој се идентификуваме, значи, означителот македонец се однесува на тој референт, на таа група луѓе, на таа територија, во таа нација држава, на нас не возможува идентитетско кристализирање. Ја дури сметам дека овие аргументи во прилог на договорот се патриотски, да не речам, а не компромисерски. Значи, сосема спротивно од тоа на кое што наидував како критика во изминатиот период. Значи, според мене овој договор го заштитува идентитетот, а не обратно.